Штипското текстилно училиште Димитар Мирашчев до крајот на месецот ќе го анулира долгот од речиси 1 милион денари за нафта за грејење, долг кој што со години се трупал, а не се подмирувал, информираше на денешната пресконференција директорот Дејан Доневски. Инаку нафта за грејење има до крајот на првото полугодие, а новите количини ќе бидат набавени до крајот на годината. Во текот на оваа година, како што ветивме и на почетокот, реализиравме многу работи. Извршено е комплетно реновирање надворешно и внатрешно на училиштето. Направени се новите санитарни чворови, комплетно нови санитарни чворови, надворешно хортикултурно уредување на дворот, набавени се голем број на наставно нагледни средства и помагала за поголем број на наставни предмети, набавени се компјутери, ХТЗ опрема за вработените, опрема за стручните соработници, работна опрема за стручните соработници. Пред 2 дена почна и со работа Центарот за обука на возрастни. Наставниот кадар од ова училиште ќе обучува вкупно 13 возрастни лица кои ќе се квалификуваат за шивачи на текстилни материјали. Проектот се реализира заедно со Центарот за вработување, 2 штипски текстилни компании, UNDP и владата на Република Македонија. Проект наредната година, ова што го почнавме со образованието за возрастни, имаме уште една програма, очекуваме и таа да ја верифицираме, ќе биде за сервисер на машини. Се надеваме дека следната година ќе го реализираме и тоа, и она што го најавив на почетокот минатата година, нели, кога стапив на функцијата, е дека од следната година ќе се трудиме со компаниите, со општината да обезбедиме стипендии за учениците од учебната 2019-2020. Доневски забележа дека за прв пат по 10 години во единственото текстилно училиште во источниот регион имаат изголемување на бројот на запишани ученици во прва година. Учебната 2018-2019 година имаат запишано вкупно 36 ученици.